Јавноста реагира откако дозна колкав е вкупниот износ што го собира државата од концесионерите. Според анализата што ја објави Центарот за граѓански комуникации, 264 фирми на кои им се издадени 358 концесии, вкупно во 2019 платиле концесиски надомест од 8,2 милиони евра. Според дел од коментарите, државата недомакински управува со националното богатство. На прашањето слободен печат каков е ставот на Министерството за економија, чија надлежност се концесиите во врска со ваквите реакции во јавноста, оттаму одговорија дека годинава ќе има повисоки цени на концесионерите. Владата на Македонија во 2020 донесе нов тарифник, односно направи зголемување на износите на концесиските надоместоци преку тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини. И тој се применува од 1 јануари 2021 година, информирале од Министерството за економија. Според информациите што ги објави Центарот за граѓански комуникации, општина Струмица е во топ 10 општини по бројот на концесиски договори. Најмногу се однесуваат на црпење, песок, чакал и варовник. По овој основ, многу малку пари се влеваат во државата и општинската каса по основ на концесиски надомест. Во тој поглед, најмногу плаќа рудникот Бучи. Во 2019-та овој рудник платил околу 1.230.000 евра на име концесиски надомест. Добиените концесии се плаќа надомест по две основи, тоа фиксен надомест по километар квадратен за користење на просторот, односно површината за експлоатација на минерална суровина, или надомест за експлоатирана количина од минералната суровина како процент од вредноста или фиксен износ. Висините и процените на овие надоместоци се определени во тарифникот од Министерството за економија.